Бројни индустријски депонии создавани при работењето на поранешни индустријски капацитети низ државата се сериозна опасност за луѓето и животната средина, алармираат еколошките активисти и стручната фела. Потребни се итни мерки за нивно решавање, велат тие. Се почна со чистењето на депонијата Солиндан кај фабриката Охис, но тоа сметаат дека не е доволно. Потребни се многу големи средства за да се очисти целата депонија. Сега зборуваме за неколку илјада тони чистење, а таму имаме над 50-60 илјади тони. Значи, треба поголеми средства, треба поголеми зафати, но што тоа е во градот Скопје, каде што 500-600 илјади жители живеат и имаме работа со многу токсични хемикалии. Канцерогени субстанции кои се на листата на ПОП субстанции по Стокхолмска конвенција. Додека ние чекаме големата и малата депонија кај Охис да се расчита, започна проучувањето на локалитетот Пеленица, кој што е во непосредна близина. Тие анализи покажува дека црните сценарија, дека таму има 8.000 тони хемиски отпад, најверојатно ќе бидат 40.000 тони. Додава дека минатата година биле одвоени минорни средства за почеток на истражувањето. Тоа е во близина на Драчево, Скопско, нели? Меѓутоа тука има многу ниви и тој линдан кој што е со тек на години навлезен во почвата, навлезен е и во подземните води, водите водат во бунарите. Жителите, граѓаните кои што живеат тука си ги наводнуваат своите ниви, без дилема покажуваат анализите дека целиот тој потек е контаминиран. Значи сето тоа завршува на нашите трпези, на нашите пазари. Во земјава постојат 16 чешки индустријски точки за кои што ништо не е направено, вели Пешева. Ние со години, особено во овој период на годината, кога во декември, посебно кога се креираат буџетите и државниот и општинските, значи градските буџети, бараме даноците собрани по основ на животна средина да се користат токму за таа цел. Зборуваме значи за некоја ставка од околу 200 до 250 милиони евра кои што ги собираме годишно, значи да не бидат користени за други административни цели и потреби. Во Велес имаме депонијата со троска, богата со тешки токсични метали, која што е до градот незаштитена. Депонијата во Југохром, каде што имаме депонирано троска заедно со хроматни соли кои што дождовните води ги растворат и подземните води се загадени со опасност за загадување на подземното езеро кое што го обезбедува водата во изворот Рашче, ризик за загадување со хром, 6-валентен хром, кој што е исто така на листа на канцерогени субстанции. Од Министерството за животна средина признаваат дека чистењето на индустријските депонии бара многу финансиски средства. Велат дека иако во државата нема депонија за опасен отпад, реализирале низ активности за намалување на нивното влијание врз животната средина. Согласно специјалната физибилити студија за контаминирани подрачја во Република Северна Македонија се евидентирани на 3 милиони тони историски индустријски отпад, велат од Министерството. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.